несрекна изјава или доказ дека во Европската Унија има место за македонското тавче гравче и полнетите пиперки, но не и за Гоце Делчев и Кузман Шапкарев. Еврокомесарката Марта Кос, која што неделава беше во Скопје, повторно ја разбранува македонската јавност. Откако зборувајќи за македонскиот идентитет, на македонската кујна и даде прилично високо место. Нешто што многумина го оценија како невкусно со оглед на начинот на кој што тој идентитет е нападнат. Вечерва зборуваме на овие теми, но и општо за проширувањето. Останете со нас. Голема врева се крена и во Брисел, и во Скопје, и во Софија, со гласањето за извештајот за Македонија во Европскиот парламент. Известувачот за земјава Томас Вајц во обид да го омекне ставот на македонските власти и да испрати порака дека уставните измени навистина се последниот билатерален чекор, се обиде во извештајот да вметне афирмација за македонскиот јазик и идентитет, како своевидна гаранција. Но овој обид на Вајц заврши неславно. Прво си доби амандман предложен од пратеник на Европската народна партија, под очигледно бугарско влијание, пред терминот македонски јазик и идентитет да стои зборот современ. Со овој амандман, со кој на македонскиот идентитет му се даваше една временска одредница и се етикетираше како модерен, во Комитетот за надворешни работи немаа проблем ниту една од сестринските партии на нашите водечки партии. Тој беше блокиран од силите на Виктор Орбан, потек што за многумина познавачи беше шлаканица в лице и срам за ЕУ, кога е дојдено дотаму, Унгарија, земјата што ја нарекуваат лошото момче во ЕУ, да ги штити вредностите на Унијата. Но на пленарната седница, која треба да се случи следната недела, нема можност никој да блокира. Извештајот таму се гласа и според информациите што беа јавно споделени, лидерите на најголемите групи дошле до соломонски компромис. Да нема епитет модерен, ама да нема и никакво споменување на јазикот и идентитетот. Епилог што дома создаде совршена атмосфера за меѓусебна партиска тепачка. Нашите партии очигледно, за разлика од европските, кои умеат да се обединат и кога влечат потези спротивни на европскиот дух, тешко учат лекции и не умеат да испратат заедничка порака до Брисел. Но ситуацијата за извештајот на Европскиот парламент е само еден од проблемите во кои европските институции, наместо да се соочат, решаваат да ги трнат настрана или да ги стават под тепих и треба да се гледа во тој поширок контекст. Разни сили влечат на различни страни и тоа не се рефлектира само врз политиката на проширување, туку и врз сите други европски политики. Каква иднина има една ваква разединета ЕУ во свет во кој што како никогаш претходно е потребно наметнување на геополитичката сцена? Разговаравме со директорот на фондацијата Конрад Аденауер, Норберт Ламерт. Тој вели дека проблемот во функционирањето на Европската Унија е апсолутен и присутен и е видлив, и дека неопходно е да се отвори итна дебата за тоа како Унијата треба да се реформира и каков изглед треба да добие. I think we have to differentiate between the necessity for reforms within the European Union and in potential member states, the need for a new security architecture within Europe, and the interest of enlargement being put forward by individual states and or by the European Union as such. All these three aspects are connected to each other, but not necessarily and definitely not the same. To give you an example, I don't see every member state of the given European Union being prepared to join a serious new European security architecture. But I could imagine that some non-members, former members or new members, could and would be interested to join such a format. And that is what we have to do, opening a debate to new formats and not simply insisting on the given structures as the appropriate framework for any necessary and wanted progress. Го прашавме Ламерт дали тоа значи дека постоечката архитектура нема да овозможи проширување и што тогаш значи наративот за потребата од проширување што е се поприсутен. And this necessity unfortunately does exist at least since 15 years, if not longer. And unfortunately the ambition of the European Union to implement enlargement has always been higher and stronger than the ambition to develop its structures, to make it
functionable. And every new enlargement has increased this necessity and at the same time prevented the Union from making institutional reforms. And we can no longer proceed this way. And this is one of the reasons why I am recommending, creativity and thinking on new formats, new procedures, new structures, and if necessary, differentiating between a different number of states participating in this format and possibly others in other formats. Но дали сите земји членки ќе се согласат со едни вакви тектонски реформи? No. And again, if we insist on waiting until the last member states will agree with what nearly or all the others would prefer to do, we will never make any substantial progress. Со ова мерит зборувавме за односите Брисел-Вашингтон. Дел од реформите што се потребни во самата Европска Унија се однесуваат на поголема независност од САД и свесност дека некој работи време Унијата самостојно да ги решава. Како ги цени трансатлантските врски со Трамповата администрација? Well, I'm hesitating to say what I feel. I'm afraid that the damages of the new American administration will last beyond the period of this administration, and that it might lead to a new type of relationship between Europe and America, which to some extent is plausible, independent of the acting American president and independent of changing governments in Europe. Because in a global world with more than 8 billion people, the vital interests of a superpower like the United States of America have already gone beyond the European preferred relations and interests. And we have to be aware, to quote Konrad Adenauer, that the time has come that we have to care about our own affairs. Огнен, добро вечер. Благодарам што сте дел од Агенда 35. Прв пат се чинам дека сте гостин. Да, добро вечер. Благодарам за поканата и поздрав до гледачите на македонската телевизија. Да се надоврзаме на најавата. Марта Кос беше тука, на вистина бурни реакции по незината изјава. Толку ли сме чувствителни и несигурни во сопствениот идентитет, како што многумина кои што бара оправдување за незината изјава зборува, или на вистина имаше недипломатска порака тука? Мислам дека пораката на Кос не беше злонамерна, но проблемот со таа порака е што доаѓа во момент кога се бара од нас да се испорачаат услови пред да почнат преговорите за членство. Тоа е таа тема што е чувствителна во македонската јавност, а не прашањето за идентитетот. И од тука се тие реакции, бидејќи и самата изјава кога идентитетот се сведува на обичаи, традиции и така натаму, што носи порака од надвор како ние треба да го толкуваме нашиот идентитет евентуално или колку треба да сме задоволни со тој наш идентитет, е погрешно поставена порака во ваков контекст. Да, таа не ни стокри да речем дека главната порака е дека уставните измени мора да се спроведат и во тој контекст зборуваше и за идентитетот. Кажа дека тоа е последното нешто на европскиот пат. Честопати оваа порака дека уставните измени се последната отстапка што треба да се направи, слушаме од многу страни, па дури понекогаш и од Бугарија, иако таму има различни гласови. Зошто е проблем и самиот овој чекор? И зошто кога велиме дека е последно, забораваме дека тоа е дел од еден пакет всушност? Да, токму тоа е проблемот, бидејќи официјалните лица од Европската Унија повремено кажува дека е тоа последниот услов. Меѓутоа, нашето искуство покажува дека тие услови секогаш се надоградуваат од кога
последниот услов ќе се исполни. Добро се сеќаваме дека последниот услов за пробив напред во членство, кон членство во НАТО во Европската Унија беше Преспанскиот договор. Од тогаш стигаа пораки од европските челници директно пред гласањето на референдумот дека ова е последното нешто што треба да го направи Македонија за конечно да се отвори патот. Потоа видовме што се случи од 2019 година наваму. Проблемот со таквите изјави дека ова е последното нешто што Македонија треба да го направи е во тоа дека нема апсолутно никакви гаранции дека е последното нешто. Повеќето пораки од Бугарија се дека не е ова нешто последно, туку е нешто што е само почеток. Ова беше единствен изјава од бугарскиот премиер дека тоа е фактички последниот формален услов што Бугарија го бара, Македонија да го исполни, за да ги почне преговорите. Меѓутоа и таа порака е зацкриена за други изјави кои стигаат од таму во континуитет. И да не зборуваме само за вербални пораки, за наративи, имаме документи кои што се црно на бело напишани. Вие бевте дел и од историската комисија која што работеше со Бугарија, сигурно ги имате прочитано. И апсолутно, да. Сите документи. Што пишува таму? Затоа што има различни толкувања. Остава ли простор вториот протокол, самиот така наречен француски предлог, остава ли простор за толкување или јасно е дека ова е само почеток? Не, остава не само простор за толкување, туку има и таму експлицитни клаузули кои зборуваат дека треба да се завршат сите идентитетски прашања, а тоа се поврзани со толкување на историјата пред нашето членство во Европската Унија. Иако таму јазикот што се користи во вториот протокол е дека овие чекори се охрабрување страните да ги завршат, тоа остава простор за толкување од страна на Бугарија дека доколку нешто таа чувствува дека не е исполнето во тие нејзини барања во вториот протокол, може да го користи како алатка за понатамошни блокади. И тука апсолутно нема никакви гаранции. Значи, тој протокол, вториот протокол, содржи елементи што се сосема отворени за толкување дека Македонија избегнува да ги исполнува своите обврски што веќе ги договорила. Да. Така што тука нема апсолутно никакви гаранции дека Бугарија ќе се држи до некаква декларативна изјава која во моментов ја дала, а тоа е дека уставните измени за внесување на бугарите во уставот е последното нешто што Македонија формално треба да го направи. Вториот протокол отвора палета прашања што потоа може да се отвораат сукцесивно во текот на преговорите и тука ние немаме никакви гаранции дека Бугарија нема да продолжи со своето изживување практично врз незините идентитетски проблеми со Македонија. Да, многумина би рекле дека тоа може да го прави без овој документ. Може да го прави без овој документ, меѓутоа нема да има институционална подлога со која тоа би го образложила во Европската Унија. Знаете, добро се знаат динамиките и притисоците во Европската Унија како тие се одвиваат. Доколку има формална подлога врз основа на која Бугарија може да тврди дека Македонија избегнува да се придржува кон своите обврски, тогаш притисокот ќе биде токму тука. Меѓутоа, ако Бугарија постојано наоѓа нови изговори за блокади без притоа да има некаква институционална подлога за сето тоа, постојано ќе треба да го доведува под ризик својот имидж во Европската Унија, а и онака веќе го пред постигнувањето на францускиот предлог, имиджот на Бугарија со своите, би рекол, можеби не дипломатски, но екстремни барања и негирања да ги преточи во европска политика, беа под силен притисок на дел од членките на Европската Унија дека ова не смее да продолжи. Апсолутно, тоа во неколку наврати се покажа преку директни интервенции, например на Чешка, на Словачка и така натаму, и на други изјави. Значи, ние им помогнавме на некој начин на нашите соседи да се легитимираат позицијата преку прифаќањето на така наречениот предлог. Да, јас сосема се согласувам со ставот дека тоа е многу лоша рамка за Македонија, во која ние практично оставивме тие прашања да се отвораат до недоглед понатаму. Не е ништо затворено. Погрешни беа тврдењата дека францускиот предлог ги гарантира нашите права идентитетски во однос на тоа како се нарекува јазикот и како ние се представуваме себе си во Европа. Така, тие прашања не се затворени со францускиот предлог, туку се ставени во некакво мирување, со тоа што во погоден момент постојано ќе се отворат
предвидувам понатаму доколку продолжи процесот на ваков начин. Ќе се навратиме малку подоцна повторно на и на изјавата на КОС и на ситуацијата во самата ЕУ околу проширувањето, но кој е чарето сега еве од една ваква ситуација? Се чини дека навистина е комплицирана и дека многу тешко можеме да излеземе од неа. Како понатаму? Како да се надмине ситуацијата која што создадена? Ќе се согласиме, еве, можеби јас и вие ќе се согласиме, но претпоставувам и повеќето граѓани со оглед на анкетите дека да, вака стана проблемот, но што сега? Понатаму тие се опциите. Или ние ќе се придржуваме до она што било договорено во францускиот предлог, а тоа е да се усвојат уставните измени и да ги внесеме бугарите и другите заедници кои бараат да бидат внесени во уставот и да се продолжи понатаму, па да видиме понатаму како ќе оди целиот тој процес со сите тие ризици. Тоа е едната опција. Другата опција е да се бара одложено дејство, нешто што очигледно не успева на нашата влада или генерално како наша позиција да помине кај другите земји членки на Европската унија. Да. Отворените изјави од таму се дека првиот услов е да се направат уставните измени за одложено дејство. Пораките се дека нема се уште поширок консензус или разбирање. Како да кажам, нашите опции се тука многу ограничени, но јас сметам дека треба да се стават на тест тие уставни измени во собранието. Ние мора да имаме некаква институционален одговор на таа наша обврска. Треба да се стават на тест тие уставни измени и доколку поминат, процесот продолжува понатаму онака како што бил договорен од 2022 година, но доколку не поминат, ние имаме институционален одговор дека ваквата рамка не може да продолжи на овој начин и ќе треба да се бара друго решение. Меѓутоа, во ваква статус-кво ситуација во кој ние не даваме јасен институционален одговор како понатаму, проблемот ќе остане тука. Значи, мора да тргне процесот на некој начин и дури да е негативен одговорот, да се бара нов начин на формулирање на тие проблеми во преговарачката рамка со изземање на идентитетските прашања од вториот протокол да бидат дел од процесот во преговорите за проширување. Јасно е дека со оглед на политичката волја на мнозинството во парламентот, доколку утре, да речем, би се ставила уставните измени, тие сега нема да поминат. Дали тука има ризик Македонија повторно да биде, како велат старите, при цела правда и цела правдина на своја страна, повторно да биде посочена како виновник и изолирана на некој начин од сите европски сојузници. Постои тој ризик и претпоставам токму затоа не се оди кон тој чекор, меѓутоа од друга страна статус квото може и на ваков начин да продолжи до недоглед. Во кој ние нема да преземаме институционални мерки понатаму да го тераме процесот од една страна, од друга страна ќе очекуваме некаков отпуст или попуст од Европската унија која не е во моментов подготвена. Тој, да кажем, или ако не биде дури формално преформулирање на преговарачката рамка, дури да се најде некаков механизам во постојните рамки да продолжи процесот со некакви дополнителни гаранции. Статус квото може да продолжи без институционален одговор години натаму, доколку остане ваква ситуацијата. Значи, не знам кои се моменталните стратегии на односните институции во државата, вклучувајќи го Министерството за надворешни работи, владата во целина, претседателка на државата, кои треба да бидат следните чекори. Претпоставам има постојани интензивни комуникации со Брисел, но мора да тргне процесот на некој начин, макар и со негативен одговор, и да се бара решение. Разликата е во тоа што кога вие имате одговор од највисокото законодавно тело во државата, кој е негативен, тоа е веќе јасна порака дека мора да се бараат решенија за да продолжи процесот на малку поинаков начин. Кога не давате институционален одговор, од друга страна барате некакви гаранции кои не можете да ги добиете, нема, и тоа е еден вид ќорсокак од кој нема очигледен излез. Да, оваа теза со парламентот може би вреди да се разгледа, но тука има едно друго прашање. Тие уставни измени кога ќе бидат ставени на гласање,
колку е важно да има што поголем политички консензус околу одговорот и да биде, ако не едногласно, барем со едно навистина силно мнозинство испратена таа порека. Например, францускиот предлог во Бугарското собрание беше пречекан со овации малтен, додека кај нас апсолутно најде на силна опозиција. Во моментов ситуацијата помеѓу опозицијата и власта не личи дека има некаква разбирачка, иако декларативно тука постојат сигнали дека да обезбедете вие одложено дејство, ние ќе застанеме зад вас, но на терен апсолутно отровни стрели има секој ден и наративот навистина злобен. Прашањето на консензусот треба да биде околу клучните точки за тоа кои се нашите позиции во однос на бугарските барања. Во однос на гласањето за уставните измени, дали треба да има апсолутен консензус, негативен или позитивен, не мислам дека е тоа клучно. Опозицијата треба самата да го најде своето место во овие процеси, ако смета дека треба да поддржи такви уставни измени без широк консензус во државата, освен во парламентот и меѓу граѓаните, тогаш нека го направи тоа, меѓутоа ќе има политички реперкусии од целото. Како што имаше впрочем. Како што имаше и на изборите. Да. Така што за мене прашањето на апсолутен консензус конкретно за ова прашање не е приоритетно, но треба да се стави на тест во собранието. Но мора да има силен консензус околу тоа која е нашата позиција во однос на целиот овој пакет прашања со Бугарија. Мислам дека тој консензус горе-долу го има, меѓутоа различни се идеите за тоа што всушност содржи тој консензус и како се толкуваат тие позиции од наша страна. Ги споменав соседите во однос на како тие го пречекаа францускиот предлог. Се чини дека нивната позиција сега е многу комотна. Тие добија буквално се што сакаат и пораките кои што се таму од таму доаѓаат се дека тие имаат време и можат да чекаат, тие се комотни, навистина нема зошто повторно би седнувале на маса да репреговараат пакет кој што им оди во целосна полза. Како да се натераат, што е тоа што нив може да им биде влог или нешто што може да изгубат на масата, за да повторно еве се седне и се разговара. Видете, тие го представија францускиот предлог како компромис. Пред некој ден председателот Радев изјави дека Бугарија постигнала тежок компромис и затоа не е подготвена да се отвораат тие прашања повторно. Меѓутоа не можеме да најдеме некакви изјави од кои ќе биде јасно во што точно се состои тој компромис, што всушност Бугарија отстапила од своите барања. Сега, треба да се оди малку наназад. Кога Бугарија го вложи ветото за почнување преговори и за првичната преговарачка рамка која излезе во јуни 2020 година, а тоа беше поради споменувањето на македонскиот јазик во преговарачката рамка. Ако се сеќавате, излезе нацрт рамка 2020 година, тогаш Бугарија приговараше, таа рамка не се усвои, подоцна го вложи ветото во ноември истата година, барајки преформулација на терминот македонски јазик во рамката. Значи, тука се појави проблемот. Оние што ја застапуваат позицијата дека ова е реален компромис, е тоа дека формулацијата македонски јазик стои и во сегашната преговарачка рамка, меѓутоа кон таа формулација стои изјава од бугарската страна во која таа тврди дека се што носи термин македонски јазик во документите на Европска унија за Бугарија значат бугарски дијалект. Така таа ја толкува незината изјава. Тоа може би и не е позиција на Европската унија, меѓутоа го држи прашањето отворено и понатаму. Значи, може би прашањето нема да биде самиот термин, меѓутоа неговото толкување. И како понатаму ќе се проблематизира. Другиот аргумент е Фронтекс и договорот кој што беше постигнат. И без слушавме дека јазикот фигурира во
преговарачката рамка без звездички, без дополнување, без објаснување, меѓутоа има таа едностранна изјава од страна Бугарија дека таа го смета тој јазик како дијалект на бугарскиот јазик и го држи прашањето и понатаму отворено. Сега, што од сето тоа може да произлезе понатаму, тешко е да се предвиди, но јасно е дека амбициите на Бугарија не се само застапувањето на бугарите како малцинство во уставот, туку се поголеми од целото тоа, бидејќи таа продолжува со една константна агресивна реторика на целосно негирање на воопшто посебен македонски идентитет во некаков историски контекст. Колку ние помагаме на таквиот наратив, кога дома зборуваме или имаме наративи дека нашиот идентитет е загрозен, можеме да го изгубиме, може да ни се излизга низ прсти, третирајќи го идентитетот како прашање кое што е физичко, а не метафизичко, дали ние самите го доведуваме во опасност, затоа што честопат имаме и такви во обидите да се одбраниме од ова или во обидите да нападнеме страната која што е агресивна, имаме и такви зборови или објаснувања. За мене тоа прашање е изместено во однос на тоа како би го загубиле ние идентитетот и што идентитетот значи за секој поединец. Идентитетот може да биде толкуван за едно лице на еден начин, за друго лице на друг начин, што подразбирам јас по тоа зошто е мојот идентитет македонски, може да посочам на параметри кои се битни за мене. И така натаму, како заедница имаме одредени параметри зошто така се нарекуваме и што е за нас битно. И тука има многу елементи. Тоа е како да кажам, идентитетот е една сложен концепт со многу пластови, така. Така што мислам дека е изместена темата дали идентитетот ни е загрозен. Тој не е загрозен на оној начин на кој се представува во јавноста, дека ние самите ќе го загубиме сопствениот идентитет, туку е може да биде загрозен во онаа смисла во која некој од страна освен што се зема за право да дефинира каков е тој идентитет, од кога смее да постои и до кога и во кои рамки може да се толкува како таков, тоа е она што е загрозено. Не е внатрешно загрозен, туку е загрозен на начин што себе си не може да има онаа слобода што секоја заедница има да се чувствува, да се толкува на начин на кој таа смета дека треба. А не тоа да биде загрозен не значи дека не е нападнат. Значи не може идентитетот да биде прашање на некој друг да го дефинира однадвор, од кога до кога постои и кои се неговите рамки. Тоа е целосно внатрешно прашање на заедницата чиј идентитет е доведен во прашање. Кукав пораз е за самата Европска унија и за политиката на проширување фактот што ние воопшто денеска зборуваме за овие прашања, зборуваме за идентитет, а многу малку зборуваме за копенхашките критериуми и за застојот на Македонија на реформскиот пат. Тоа е најпоразителниот дел од целиот процес, бидејќи фактички нашата голгота со членството во Европска Унија од 2005 наому, од кога станавме кандидат за членство, се сведува практично на идентитетски прашања. Сите други проблеми со кои оваа држава се соочува се само споредни. Патен проблеми, кои се навистина реалните проблеми на кои ние треба да се фокусираме и како држава, и како народ, и како граѓани, и како заедница општо, за да можеме да изградиме подобро општество, побогато општество, да ги следиме таковите во Европската Унија и така натаму. А ние се фокусираме од 2005 наому на идентитетски прашања. Прво беше проблемот со името, кој исто така беше идентитетско прашање. Тоа се затвори во 2019 и како што реков, тоа требаше да биде конечното затворање на целиот тој пакет околу нашиот идентитет. Меѓутоа се појави друга членка која одново ги отвори тие прашања и сега Европската Унија не може да најде излез од сето тоа и оди на линија на помал отпор, барајќи начин како ваквите
комплетно неевропски барања на една своја земја членка, да ги вгради во процесот, за да може тој некако да оди напред, па да се види од цело тоа што ќе излезе на крајот. Но повторно доаѓаме до политичката воља, затоа што еве кога имаме вакви прашања, ако ја земеме пример Украина и унгарското поставување кон незиното приближување кон ЕУ, можат да се направат исклучоци очигледно. Значи ЕУ знае да отстапи од политиката на консензус, знае да направи кафе пауза во даден момент кога е потребно, но за Македонија тоа никогаш не било случај. Дали тука оправдан е револтот на македонските граѓани кои што се чувствуваат навистина изневерени? Апсолутно е оправдан и тоа е очигледно за секого. Не треба да сте експерт во европските политики и механизмите на кои се одлучува таму и колку е целиот тој сложен процес, кога има некаков општ консензус и политичка волја во Европската унија да се тера некој процес, тој може да тргне напред. Меѓутоа, ни тоа прашање не е сосема лесно. Може би сега изгледа дека патот на Украина наеднаш се отвора и дека ќе биде брзо во Европската унија, но доколку почнат преговорите, прашање е низ сите тие, низ целиот тој сложен процес преку методологијата на кластери, до каде би стигнала Украина, дали во текот на преговорите нема да се појават и други проблеми со консензусот околу незиниот прием, тоа е сепак голема земја. Да, имаше една германска експертка која токму тоа го кажа, брзата лента постои само за почетокот, за кандидатскиот статус, но не постои низ процесот. Да, апсолутно, тоа е голема земја, во моментот во војна, дополнително уништена поради војната од 2022 година, иако воените дејства се уште од 2014, нема апсорбционен капацитет да ги прифаќа европските фондови, доколку еве да речеме за брзо време Украина стане членка на Европската унија, тоа значи дека голем дел од тие кохезиски фондови од Европската унија ќе треба да бидат пренасочени кон Украина. Тоа ќе биде реален проблем и за унијата, така што не мислам дека тоа ќе биде навистина брз процес. Тоа изгледа така поради геостратешкиот интерес Европската унија да покаже јасна визија дека сака да се прошири кон истокот, но мислам дека тој процес исто така нема да биде без пречки. Проблемот со нас е што ние сме кандидатка веќе 20 години, точно 20 години од 2005 година, и сме единствена земја, освен Турција, чиј кандидатски статус и почеток на реално преговарање за проширување се одложува до недоглед, и тоа поради идентитетски прашања, поради ништо друго. Не значи дека доколку ги немаше овие прашања, ние брзо ќе напредувавме, ние имаме реални институционални проблеми дома, реални проблеми со капацитетот на институциите да испорачуваат реформи, судството и сето тоа, но генерално и администрацијата, но тие проблеми со силен фокус на реформи се решливи до одреден степен. Гледаме дека и актуелни земји членки на Европската унија имаат се уште чекори назад назадување. Проблеми со институционалните капацитети. Поголем број земји од Источна Европа ги имаат се уште тие проблеми, но со фокусирано решавање се стигнува до некаде. Ние во меѓувреме постојано стоиме во место, се прават одредени адхок реформи, потоа врз нив се прават нови адхок реформи, па се оди назад, па со секоја нова влада се менуваат приоритетите за тоа што треба да се реформира, бидејќи процесот едноставно стои и ние сме фокусирани на целата енергија ни е насочена кон тоа да тргнеме во процесот, меѓутоа не влечат на назад прашања кои се апсолутно кои апсолутно не треба да имаат никаков удел во Затоа сега повторно ќе се вратам на првото прашање, колку изјавата на еврокомесарката, каде што на некој начин
Па и патронистички на некој начин не теши дека идентитетот никој не може да не украде, е повеќе спин отколку навреда, затоа што не дефокусира од она што е клучното на овој пат. Фокусирајќи се и зборувајќи цело време за идентитетски прашања, за билатерални спорови, ние се изгубивме од процесот кој што требаше да не води напред во сите 35 поглавја, во сите кластери сега. Колку ова одговари на силите дома кои што не сакаат реформи, па сега скриени во одбраната од овие напади можат комотно да не ги исполнуваат реформите, затоа што сите сме окупирани да се го заштитиме идентитетот, логично. Тоа е еден од ризиците кои сме го гледали наназад. Поради овие пречки, нападот кон Европската унија, сегогаш се барали изговори да не се спроведуваат домашните реформи, кои сегогаш треба да бидат приоритет. Административни реформи, реформи во судството, реформи во сите институционални аспекти, доцнеме во дигитализација и така натаму. Значи, сегогаш може да се бари изговор, но враќајќи се на изјавата на еврокомесарката, како што реков, не мислам дека тоа е злонамерна изјава, но таа доаѓа со ограничен мандат и со одредени директиви, а тоа се дека пораката што треба да ја пренесе е дека Македонија мора да ги исполни своите обврски што ги презела со францускиот предлог од 2022 година за процесот да тргне понатаму. А за возврат бидете сигурни, тавче гравчето никој нема да ви го зема. Да, и тоа е она што го нарекуваме патронизирачко однесување, бидејќи се банализира темата дека ние се плашиме од губењето на локалните обичаи и навики, што е апсолутна невистина во целиот процес. Проблемот со доведувањето под прашање на нашиот идентитет и јазик и така натаму е институционален проблем во Европската унија, не е проблем на нашите обичаи, навики, културни практики и тоа како ние го доживуваме сопствениот идентитет. Значи проблемот со нашиот идентитет во Европската унија е прашање на неговата институционална реализација, како што ние сметаме дека треба да биде и како што била за сите други членки во Европската унија претходно. Дека нивните јазици стануваат официјални јазици во Европската унија онака како што тие се ги дефинирале самите, а не како што некој друг сака да им ги дефинира. Еве една хипотетичка ситуација, еве да ги усвоиме уставните измени, навистина да тргне тој процес, на некаков начин и да го истераме процесот на преговарање. Гледате ли можност дека некогаш во бугарскиот парламент ќе биде ратификуван прием на Македонија во Европската унија, каде што ќе има јасно наведен македонски јазик, имајќи предвид декларацијата, односно изјавата што ја споменавме? Тешко е да се предвиди. Мислам дека во ваквата атмосфера, додека овие прашања продолжуваат да бидат актуелни, во кои Бугарија преку внесувањето на бугарите во уставот не бара признавање на малцински права на бугарите, туку тие отворено велат. Ние бараме бугарите да се конститутивен народ во Македонија, притоа негирајќи го постоењето на мнозинскиот народ како таков. Дали може да помине ратификација во бугарското собрание на македонското членство во Европската унија без децидно разграничување на овие проблеми и како ние ќе успееме да излеземе од тие замки што се поставени, за мене е непредвидливо, но тешко изводливо. Може да се случи некаква ратификација со бугарско малцинско мислење во Европската унија дека таа не признава таков идентитет или дека под тоа име таа признава некаков дефектен идентитет создаден по 1944 година. Но тоа значи дека во суштина проблемот не е решен. Проблемот би останал отворен. Мислам помеѓу двата народи, не зборувам. Така и до некакво реално помирување нема да дојде, не може да дојде и целата поента на разговорите во историската комисија е да се дојде до некаков начин на меѓусебно разбирање, дури и кога не се согласувате за сите историски проблеми напластени од минатото, да се дојде до начин во кој меѓусебното уважување ќе постои и нема да биде пречка за развојот на односите меѓу двете земји. Тоа е еден од начините. Има веќе испробани начини како
Тоа го правеле земји во Европа кои не може да дојдат до заеднички јазик за некои историски настани. Апсолутно постојат и Советот на Европа и други институции развиле методи како да се усогласат историски непомирливи наративи на начин што нема да пречат во односите меѓу двете земји. Тоа е начинот како постепено да дојде до приближување и тие разлики во толкувањето на историски настани да останат таму каде што има местото, а не да бидат дел од секојдневните проширување. За крај ќе кажам, живееме во навистина тежок период, геополитички, безбедносен од секаков можен аспект, демократски, ако сакате. Многумина ќе речат дека не е сега време за докажување кој е во право, време е да се плива во морето, мала држава, треба да се снајдеме, треба понекогаш нели да замижиме пред неправдите. Меѓутоа Европската унија е создадена како организација, како унија на вредности, на мека моќ, на мека сила, на промоција на тие вредности. Дали доколку постојано компромисот е да се прават отстапки кон посилниот и кога не е во право, се губи суштината на демократијата и на политиката како вредност. Апсолутно, и тоа е спротивно на основачките акти на Европската унија, на основните принципи на кои унијата се базира, затоа што таа е составена од големи, од мали нации. Некои земји се, да речеме Германија како најголемата земја има над 80 милиони жители, најмалата земја Луксембург или пак Малтеве, да речеме од новите членки, има околу пола милион жители, тие сите имаат некаков еднаков статус поради разноликоста и поради тоа што историјата на европскиот континент била таква што е историја на војни, на насилства низ вековите. Единствениот начин да се дојде до некаков заеднички мир, просперитет на континентот беше да се создаде сосема нов концепт на обединетост во која таа разноликост е основната вредност. Ако се дозволат вакви амбиции на земји членки кои се амбиции слични на оние што земјите ги имале пред создавањето на Европската унија, пред Втората светска војна, да станат метод на кој земјите се однесуваат во рамки на Европската унија, тој проект нема да издржи долго време, бидејќи денеска е Бугарија, утре може некоја друга земја да заземе таква позиција и да се навратиме на периодите на империјални амбиции на големите земји, на регионални империјални амбиции што постоеле пред создавањето на Европската унија, пред Првата светска војна, пред Втората светска војна и така натаму. Така што единствениот пат надвор од сето тоа е цврстото држење на Европската унија и нејзините институции до вредностите што самата ги воспоставила за да се избегнат токму вакви ситуации во кои посилна земја сака да доминира врз послабите соседи. Благодарам многу за интервјуто и за пораките. Благодарам и вам. Во следната емисија ќе зборуваме за една малку поопуштена тема – иновации, македонски иновации и инвестиции во нив. Останете со нас.